Ќе ја прочитам целата 27 глава и текстот вели вака. Кога се раздени, сите првосвештеници и старешини народни направија совет против Исуса за да го убијат. И откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понтиј Пилат. Тогаш Јуда, што го предаде, кога виде дека е он осуден, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: сгрешив, оти предадов невина крв. А тие му одговорија: што ни е грижа нам за тоа, мисли му ја ти? И како ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде да се обеси. Првосвештениците ги прибраа сребрениците и рекоа: не чини да се оставаат во црковната каса, оти се цена за крв. И како се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива, за да погребуваат во неа луѓе од други места. Затоа и до ден денес таа нива се вика крвна нива. Тога се исполни реченото преку пророкот Јеремија и ги зедоа 30 сребреници и цената на непроценливиот, кога го оценија синовите Израел. И кога дојдоа за грнчаревата нива, како што ми кажа Господ, и Исус застана пред управникот и тој го праша велики: ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: ти велиш. И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, он ништо не одговараше. Тогаш му рече Пилат: не слушаш ли колку сведочат против тебе? И не му одговорил ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. А на секој празник, Пасха, управникот имаше обичај да му отпушта на народот по еден затвореник, како кого што тие би го побарале. Тогаш ти има еден прочуен затвореник по името Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: кого сакате да ви го пуштам? Варава ли или Исус, наречен Христос? Оти знаеше дека го беа предале од завист. Во тоа време, кога тој седеше во судот, жена му порача да му кажат: не прави му ништо на тој праведник. Оти денеска многу пострадав насон заради него. Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава и Исуса да го погуби. Тогаш управникот ги праша: кого од двајцата сакате да ви го пуштам? Тие одговорија: Варава. Пилат им рече: а што да направам со Исуса, наречен Христос? Му одговорија сите: да биде распнат. Управникот рече: па какво зло направи? Но тие уште посилно извикува и рекоа: да биде распнат. Пилат, штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: невин сум за крвта на овој праведник, мислете му ја вие. И одговарајќи целиот народ рече: крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Тогаш им го пушти Варава, а Исус, откако го бичуваа, го предадоа да биде распнат. Потоа управниците и војниците го зедоа Исуса во судницата и ја собраа целата чета околу него. Па откако го соблекоа, му облекоа багреница и сплетоа трнов венец, му го кладоа на главата и му дадоа во десната рака трска. И пагајќи на колена, му се подсмеваа и велеа: радувај се, царе јудејски, и плукаа во него. И како ја зедоа трската, го удараа по главата. А кога се исмеаа, му ја соблекоа багреницата, му ги облекоа неговите алишта и го поведоа на распнување. На излегување сретнаа еден кириенец по име Симон, него го натераа да му го носи крстот. И кога дојде на местото наречено Голгота, што значи место на черепи, му дадоа да пие оцет измешан со жолчка, но он вкуси и не сакаше да пие. А штом го распнаа, ги разделија лиштата негови, фрлајќи ждрепка, па седнаа таму и го чуваа. И му кладоа над главата надпис со вината негова: ово е Исус, царот јудејски. Тогаш распнаа со него и двајца разбойници, едниот од десната страна, другиот од левата страна. А минувачите, вртејќи ги главите свој, го хулеа и велеа: ти што го уриваше храмот и за 3 дни го созидуваш,
спаси се себе си. Ако си син Божи, слегни од крстот. Исто така и првосвештениците, заедно со книжниците, старешините и фарисеите, подсмевајќи се, говореа: другите ги спаси, а сам себе не може да се спаси. Ако е он цар јудејски, нека слезе сега од крстот, па ќе поверуваат во него. Се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако е по волјата негова. Оти беше рекол син Божи сум. И разбойниците, распнати со него, го хулеа исто така. А од 6-тиот час настана темнина по целата земја до 9-тиот час. А околу 9-тиот час извика Исус со висок глас и рече: Илли, лама савахтани. И тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? А некој од оние што стоеа таму, кога го чуа тоа, рекоа: овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. Други пак велеа: чекајте да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус, откако повторно извика со висок глас, го испушти духот. И наеднаш се расцепи црковната завеса на 2 дела, од горниот крај до долниот, и земјата се затрасе и карпи паднаа. И гробови се отворија и многу тела неуспокоени светии воскреснаа, па како излегоа од гробовите по воскресението негово, влегоа во светиот град и се јавија на мнозина. А стотникот и оние што со него заедно го чуваа Исуса, откако го видоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: навистина овој бил син Божи. Таму беа и гледаа оддалеку. Исто така, многу жени што врвеа по Исуса од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија мајката на Јаков и Јосија и мајката на Заведеевите синови. А кога се стемни, дојде еден богат човек од Ариматеја по име Јосиф, кој му беше исто така ученик на Исуса. Тој отиде при Пилата и го побара телото Исусово. Тогаш Пилат нареди да го предадат телото. А Јосиф штом го зеде телото, го обви во чиста плаштеница и го положи во својот нов гроб, што го беше изглабил во карпа, па откако постави голем камен над гробната врата, си отиде. А таму беа Марија Магдалена и другата Марија, кои седеа спроти гробот. На другиот ден, по петокот, се собраа првосвештениците и фарисеите при Пилата и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оној измамник, уште дури беше жив, рече: по 3 дни ќе воскресна. Затоа нареди да се причува гробот до 3-тиот ден, за да не одат учениците негови ноќи и да го украдат, па да му речат на народот: воскресна од мртвите. Та последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: имате стража, одете и направете како што знаете. Тие отидоа и со стража го осигураа гробот и каметот го запечатија. Шеесет и 6 стиха, многу случувања. Минатата 26 глава ја завршивме, или самата глава завршува. Петел пропеа, Петар се подсети на зборовите на Исуса Христа за предавањето, за одрекувањето, за Јуда. 27 глава почнува и вели дека Јуда се покајал. Само блиц во оригиналот зборчето не е се покајал, него вели дека Јуда се предомислил. Да Јуда навистина се покајал, тогаш не верувам со сигурност дека ќе се обесел и ќе завршил на таков начин. Јуда се предомислил, ги вратил тие 30 сребреника. Минатиот пат говорев дека да имате таков аргумент, да имате, давав една споредба во однос на трговијата, да понудите нешто кој сите го бараат, може да остварите многу голема печалба и цена. Јуда просто отиде и го предаде за ништо. Цената од 30 сребреника ја понудива луѓето кои што го барава Исус. 30 сребреника не се некоја голема сума, ниту некоја сума која што значи нешто. Во Стариот Завет, за ако имате роб и ако робот загине,
се плаќа како казна судска 30 сребреника. Не случајно му понудија 30 сребреника на Јуда за што се вели главата на Исус Христос. Динамиката е многу голема. Вие, кога имате виновен човек, со таква вина, како што го обвинувава Господ Исус Христос, многу лесно се донесува пресуда. Многу лесно. Они се утепава од шетање од едно место на друго место. Го одведува кај Ана, па од кај Ана го одведува кај Кајафа, па го одведува кај Пилат, па повторно го односива кај Ирод, па од кај Ирод го вратива повторно кај Пилат. Дури и текстот во 21-22 глава, Пилат вели дека не наоѓа вина во овој човек. И на почетокот реков, многу размислував што да кажам од овој превокат текст, толку експлоатиран и толку говорен текст. И кажав дека сакам да се задржам на три прашања. Тинча имаше едно прашање одговори, ја реков оваа вечер како договорени. Да одговориме на три прашања. Пилат на народот насобран и на толпата и на толку многу шетање од едно место на друго, имаше три прашања кои им ги постави на таму би рекол разгневена толпа, која сакаше само смрт за Господ Исус Христос и ништо друго. Луѓето говорева, тие кои што беа одговорни за да го осудат, дека не наоѓат вина. Дури се приближуваме дека за еден ден ќе биде Пасха, веќе говориме цела седмица, дека е страстната седмица, дека е последната седмица, дека е тешката седмица. Дека секоја година за Пасха ослободувале по еден. Видовме дека имаме таму еден кој што е барамија, кој што е измамник, кој што е убиец, кој што заслужува смрт на крст. Ништо не гледаат. Многу е интересно, не знам дали сте се запрашале, подготвувајќи ја оваа тема, од што ви се состои животот. Ајде да скратам, од што ви се состои денот, од кога ќе станете са вајле и како ви поминува еден ден. Има едно прашање кое секојдневно ни се наметнува. Значи, просто не можете да го отпочнете денот. Со едно прашање, а тоа прашање е прашање на нашите желби. Нема човек кој што нема желба. Не познавам таков човек. Нема човек од кога ќе се разбудите са вајле да не почнувате, ако се замислите, со прашањето на желбите. Многу пати се смееме са вајле дали да станам или да полежам уште малку. Одлука на желба, дали ќе станам во 8 или ќе си полежам малку до 8:30. Може да станете да се запрашате дали ќе пијам кафе и какво ќе пијам кафе. Прашање на желба. Каква е вашата желба? И можете целиот ден да се прашувате со едно исто прашање, која е мојата или која е вашата желба. Може да продолжиме за ручек, може да продолжиме за работа, слободни активности дома. Се е врзано со нашите желби. Првото прашање што Пилат им го постави на луѓето беше прашање на желба. Која е вашата желба за овој човек? Која е вашата желба? Луѓето секој пат, ако земете да го анализирате секој еден ден, еднашка говорева дека Бог толку не создал совршено, да не размислуваме за многу работи кои што ги правиме во многу добра синхронизација. Говореа дека не размислуваме кога одиме по
по скали, дали сега треба да ја дигнам левата нога, колку да ја дигнам, па сега десната нога, па кога јадеме. Вика, ќе дојдете до таква состојба да ве фати делириум, ако се така го размислувате и се ви поминува низ главата. Тоа го правиме многу, просто не размислувајќи. Ги правиме некои нешта. Така, не се прашуваме, меѓутоа, секојдневно имаме прашање на желба. Луѓето, првото прашање што Пилат им го постави, што да правам со овој човек? Што да правам со Исус, кој што е наречен или се нарекува Христос или Исус Месијата? Луѓето во тоа време одбрава да го пратат Христос на крстот. Нема голема разлика и денеска кога говориме за Христос или кога велиме да евангелизираме, луѓето од другата страна им се дава еден избор на желба. Која е твојата желба? Дали сакаш да го избереш Христос или сакаш да го отфрлиш Христос? Секој пат нашите желби, одговорот на нашите желби е или прифаќате нешто, или се стремите да направите нешто. Наједноставното е да, или ако ги отфрлате, одговорот е не. Желбата на овие луѓе беше да го отфрлат Христос. Денес многу луѓе гледаме кои го отфрлаат Христос. Се прашувам која е причината на таквата желба? Која е причината? Секоја наша желба позади себе има некаква причина. Второто прашање што Пилат им го постави е прашањето на судбината. Не можете да одговорите, без разлика како ќе одговорите на вашите или на нашите желби. Вашите и нашите желби ни ја определуваат судбината. Тие луѓе беа запрашани за својата судбина. И таму имаме само два можни одговора. Многу често и сме говореле одамвоно дека и пред малку реков дека не верувам. Луѓето надвор од светот велат дека просто таква ми е судбината. Судбината како судбина, кога ќе слушнете некој, имаше пример дека со својот сопруг и сопруга, вика, имавме идеален брак. Имавме. Зошто имавте? Поминавме преубави години. Меѓутоа, во еден момент, вика, сопругот ја изгуби својата работа, дојде нервозен дома и кога дојде дома и кога соопшти дека ја изгубил својата работа, сопругата била малку изнервирана, кажала некои неадекватни зборови и вели, после 20 години за прв пат ми удри, вика, шамар. И ние се разотидовме. Кога ќе земете да ги анализирате, велат убици, голем екстрем. Дали бил гневен, дали бил разочаран. Секој пат, нема случка која што претходно не е подготвување. Нема шамар кој што претходно не е подготвуван шамар. Сакам да кажам следното. Судбината, велевме дека ако си посееме мисли во главата, тоа не е од еден ден.
Секој ден си размислуваме и за шамарот, секој ден си размислуваме и за убиството, секој ден си размислуваме за тоа што не преокупира цело време. Посеаната мисла во главата еден ден ќе се претвори во дело. Мора да излезе во дело. Таквите дела велат дека го формираат нашиот карактер. Нашиот карактер на крај завршува како една судбина. Судбината не можете да избирате, да имате слободна волја и секојдневно да избирате што ќе правите, а да не ви се одрази на вашата судбина. Не можете да го отфрлите Исус Христос и судбината да имате еден среден живот, да имате еден мирен живот, да имате надеж. Со отфрлањето на Исус Христос, со желбата, вие си определувате веќе судбината. И овие луѓе овдека си определива својата судбина. Минатиот пат говорев за кога беше семинарот за живот со цел и таму отворивме една тема која што е токму за судбината. Многу пати не знаејќи дека нашите желби после тоа имаат своји реперкусии. Дека нашите желби, дали се однесува, како што реков, од што ќе јадеме до што ќе учиме, за кој ќе се омажиме, многу пати доведуваат до одговори или до ситуации кои сами ние си ги креираме во тек на нашиот живот. Луѓето одбрава да бидат без Исус Христос. Судбината каква им е, таква им е, каква што може да биде без Господ Исус Христос. И на крај третото прашање е зошто прашањето е да го отфрлат Исус Христос. Која е единствената причина? Единствената причина. Летото кога говоревме во Софија на евангелизациите, многу луѓе не сакава ни да застанат, ни да разговараат, фрлаа брошури. Имавме многу случаи, одевме, што се вели питому и со насмевка, да застанат да кажат што е тоа, токму за ова што говори. Што е тоа што го отфрлате Господ Исус Христос? Што знаете за Господ Исус Христос? Како прво нешто. И ако знаете нешто за Господ Исус Христос, што ќе најдете една работа негативна за да го отфрлите така? Не постојат негативни работи ако сте се запознале со Господ Исус Христос. Која е причината која што се отфрла Господ Исус Христос? Историјата е многу интересен, би рекол, феномен. Тука имаме професор по историја. И вообичаено говорат дека барем досега историјата ја пишувале секој пат поведниците. И нема кој друг да ја пишува историјата. И колку ни се важни во овие, би рекол, изминати 2000 години определени датуми во историјата. И секој еден народ, секоја една држава, ако сакате, нација, поединци, врзани сме за некој датум. Читав какви се не датуми луѓето си ги пазат и си ги негуваат и им значат многу. Почнувајќи од рушењето на Берлинскиот зид,
да не говориме за Америка, тука, кај нас, до последното за Јосип Броз Тито, 120 години од ВМРО, празници, празници и празници. Колку што сега постојат празници, и луѓето си ги негуваат и им се многу значени. Безброј пати повеќе постоеле кои никој пат не се ни сеќава. Јас не можам да се сетам, бевме пред еден ден на реформацијата, почнахме да одбележуваме. Многу празници кои луѓето воопшто не се сеќаваат. Не знам дали има празник, ако може да се нарече од една страна и празник, распнувањето на Господ Исус Христос. Не знам дали има поголем датум во историјата на човештвото од смртта на Голгота или од Голготскиот крст. Го говорам ова, бидејќи овие три прашања и денеска се исто толку актуелни како што биле актуелни пред 2000 години. Во 22 стих Пилат вели: кажете ми што да правам со Исус, наречен Христос. И вчера на машкиот час се отвори тема и прашањето беше исто: што да правиме? Луѓето се прашуваат и денеска, и секој еден поединец повторно треба да се одговори на едно многу важно прашање. А тоа е: што ќе прави со Господ Исус Христос? Секој еден од нас, верувам дека овдека си има одговорено на овие три прашања. Верувам дека секој еден од нас има одговор што ќе прави со Исус Христос во својот живот. Крстот, можеби, за нас протестантите е централната точка. Ако говориме за католиците, можеби централното место ќе биде воплотувањето. Ако одиме кај православните, со сигурност ќе биде вознесението. Исто така скоро говоревме дека умението и мудроста е да ги избалансираме нештата. Не можеме, ако немало воплотување, да имаме смрт и воскресение. Не можеме, ако Господ Исус Христос не пострадал, за да го земе гревот на крстот за целото човештво. Тук има една запирка, велат, да, за сите, ама има еден услов. Само оние кои ќе бидат посинети од негова страна. Сакам да завршам, да ви кажам дека без разлика како ќе одговорите на овие три прашања. Без разлика, како што вели Пилат во 22 глава, што да правам со Исус, наречен Христос. Без разлика на се, овој крст ќе го памтите додека сте живи. Дали ќе го прифатите Исус Христос и ќе одговорите позитивно на овие прашања? Тоа е за мене добрата страна. Тоа е за мене добриот одговор. Бидејќи еден ден ќе бидеме сите во рајот. Еден ден ќе бидеме, Словото вели, и јас верувам, и е вистинито, ќе бидеме сите заедно.
Ке се радуваме на овие зборови што сега ги говорам, дека не можете да се оттргнете од Господ Исус Христос. Само што радоста ќе биде многу голема. Амин. Може и да одговорите негативно на овие прашања. Може и да го отфрлите Господ Исус Христос. Ќе ви биде многу тешко и многу мачно во пеколот, подсекајќи се па на овие зборови. Многу ми намислат дека ќе одат 2 метри под земја и животот завршува. Не. Словото вели дека сите ќе живееме. Многу е важно. Мислам дека многу луѓе не го разбираат тоа. Многу е важно да се запамети дека сите ќе живееме. И ќе биде за тие многу мачно да бидеш таму. Ако само за момент се замислите на толку многу говорење и да изберете една таква негативна желба и да имате таква една судбина и да донесете една таква одлука и цел живот да жалите, навистина е жално, нема други зборови. Меѓутоа, верувам дека сите ние овдека сме донеле вистинска одлука и еден ден сите заедно ќе се радуваме во присуството на Господ Исус Христос и дека овој крст и оваа Голгота никој пат нема да се заборави. Амин.